Владата со 4 милиони евра ќе ги покрива загубите на железницата, ќе се инвестира во товарниот и патничкиот сообраќај. Сепак директорот на Македонски железници Благоја Крстевски посочи дека не може одеднаш да се покријат 25 години во кои воопшто не е вложувано во оваа област. Во железница во која не е вложувана 25 години не можат со една буџетска година да се обезбеди толка финансиски капацитет да се покријат тие 25 години во кои не е вложувано воопшто во железницата. За прв пат владата на Република Македонија одвојува буџетски средства за покривање на нерентабилниот патнички сообраќај. Со програмата на владата е предвидено да се купат 100 нови вагони со кредит од Светската банка. Ќе се инвестира и во железничката пруга кон Бугарија. Ова се поставува како еден висок приоритет. Меѓутоа, овие средства што се за таа намена одвоени, веројатно не се ни далеку до таа бројка која што треба да го реши тоа прашање. Средствата наменети за инвестиции во инфраструктурата до 2012 речиси двојно ќе се зголемат, ако во 2008 беа издвоени 880 милиони денари, во 2011 ќе се издвојат 1,2 милијарди денари, додека во 2012 1,3 милијарди денари. Владата да издвои повеќе буџетски пари и да ја модернизира железницата, за да не се случи странските железнички оператори да ја избегнат Македонија како транзитна земја, бараат домашните стопанственици. Според нив, приоритет треба да биде до изградбата на Коридор 8, пругата кон Бугарија која отвара можност за извоз на домашни производи во Блискиот Исток. Тој дел е многу значаен заради отварање на пазарите на Блискиот, Далечниот Исток и посебно на Русија. Така да во таа кампања која што се поведува да ние ги отвориме во наредните години и тие пазари многу посериозно, бидејќи знаете каков е дефицитот во размената со тие земји, тогаш ова се поставува како еден висок приоритет. Поранешниот министер за транспорт, сега подпредседател на Стопанската комора, смета дека со либерализација на железничкиот транспорт ќе се подобри конкурентноста во оваа дејност. Ние првенствено треба да направиме сериозни промени во нашата законска регулатива. Тотална либерализација на транспортниот сообраќај со возможување на странски оператори да поминуваат по нашите пруги. И челните луѓе во железницата се согласни дека потребни се повеќе инвестиции во железницата за да биде конкурентна со останатите во регионот. Во железница во која не е вложувана 25 години не можат со една буџетска година да се обезбеди толка финансиски капацитет да се покријат тие 25 години во кои не е вложувано воопшто во железницата. За 2009 предвидени се 10 милиони евра за доизградба на пругата кон Бугарија. Пари недоволни за завршување на проектот. За сега никој јавно не коментира кога ќе заврши изградбата на оваа пруга. Едно од најважните заедно со пругата долж Коридорот 10.